Како изгледа мозокот на еден психопат? И по што се разликува од останатите? Пореметувањето на личноста видливо е веќе во детството, а започнува поизразено да се покажува во пубертетот. Психопатите се одликуваат со недостаток на емпатија, а тие исто така се и мајстори на манипулацијата. Може да бидат високо функционални во општеството и да го копираат социјално прифатливото однесување кое за нив самите не значи ништо. Ово пореметување научниците го истражуваат многу години. Една студија открила дека психопатијата е тесно поврзана со промените, односно абнормалности на префронталниот кортекс на мозокот. Утврдивме дека затворениците со најголем степен на психопатија имаат најголема количина на сива материја во префронталниот кортекс, дел од мозокот одговорен за самоконтрола и социјално прилагодување. Исто така видовме дека активноста помеѓу префронталниот кортекс и неговата субрегија кај тие луѓе е многу поизразена. Се заедно истражувањето покажа дека мозоците на луѓето со психопатија имаат абнормални структури и функции на префронталниот кортекс, а тие абнормалности можат да бидат тесно поврзани со дефицит на самоконтрола и прифаќање на социјалните правила кај тие поединци, објаснуваат од истражувачкиот тим. Овие сознанија би можеле да бидат од помош да се свати како психопатите размислуваат и одлучуваат. Научниците се надеваат дека тоа би можело да допринесе во иднина да се спречат криминалците во извршување на злосторства.